присуството на оваа денешна нова трибина, нова панел дискусија, организирана од ВМРО ДПМН. Темата е Гоце е Македонија. Мислам дека е доволно јасна пораката, доволно е прецизно дадена за тоа што ќе се зборува денеска на оваа трибина. Сепак е за почеток и по 150 години од неговото раѓање, Гоце Делчев, најголемиот македонски син, го бранува Балканот, го бранува светот. Годината на јубилеот Делчев го бранува и на површина ги вади незамрените претензии и политики на негирање на едни народи наспроти други. И денеска Делчев ја прави разликата од денешен аспект, она што значат европски вредности, основата на Европската Унија и она што значи злоупотреба на членството во таа Унија низ онаа негова мисла дека го разбира светот за културен надпревар помеѓу народите. А таа разлика од денешен аспект ја покажува несозреаноста и ненадминатите застарени асимилаторски политики и пориви. Наместо поле за културен надпревар, светот денеска, Европската Унија, се претвора во поле за исполнување на пориви за асимилација на едни народи кон други, а во тие вторите се и македонците и Република Македонија. По повод предизвиците, јубилеот и значењето на Гоце Делчев од денешен политички аспект, но и она што значи меѓународни односи и она што значи соработка, соседство, добрососедство, на овој панел, на оваа трибина ќе говорат од мојата десна страна ќе почнам Иванка Василевска, професор и пратеник актуелен во Собранието на Република Македонија, амбасадорот Маријан Ѓорчев, поранешен амбасадор на Република Македонија во Република Бугарија и познавач на состојбите и односите во Бугарија и бугарската политика. Велика Стојкова Серафимовска, пратеник, професор, етномузиколог, културен деец, кој што ги познава исто така состојбите и влијанијата и мешањето на оно што значи култура, признавање и вредности на едни народи за разлика од други и обидот за асимилација преку културата. Настанот го модерирам јас, Наум Стилковски, портпарол на ВМРО ДПМН. Доколку сте подготвени, може да почнеме. Професорке, сепак ќе дадеме предност еве на амбасадорот. Како познавач на сметав на тоа дека да го фатиме политичкиот аспект, она што денеска е актуелно, она што денес се испреплетува од аспект на политики и односи внатрешни во Бугарија, документите кои што се донесени во Бугарија и она што значи однос, меѓународни односи, злоупотреба на членството во Европската Унија за исполнување на внатрешни политички цели, можеби, или едни асимилаторски политики кои што владеат во соседството и злоупотребата на европските вредности кон исполнување на таа неевропска цел, ми рекол. Повелете, професор. Благодарам. Гоце Делчев е најнесреќниот избор од бугарска страна за предизвикување раздор, недобронамереност и создавање амбиент на несоработка помеѓу нашите две држави, Република Македонија и Република Бугарија. За нашата македонска држава Делчев е најсветлиот лик, апостол и знаме на македонската револуционарна борба. И од тука тој е темелот, камен темелникот на тоа што представува вградување на слободарските идеи кај македонско население од историско-географскиот регион Македонија. Со самото негово дело и трите димензии на неговото дело, човечка, револуционерна и мисловна, тоа е универзална личност. Неговите пораки се светла порака од мракот на Отоманската империја кон Европа. Со самото тоа, тој е не само македонски револуционер, тој е и европски човек,
И токму затоа изборот на Делчев, како камен на скрепнување помеѓу две наши држави и неговата политичка интерпретација е навистина не само непријатно, туку и недозволиво и од историски, па би рекол и од научен и од филозофски аспект. Во тој контекст, бугарската политика за негација на оно што представува постоење на македонски идентитет, тоа е, значи, како што тие го нарекуваат македонизмот, македонската нација и јазик, кој што трае веќе без малку веќе си истовремено колку што трае и делото на Гоце Делчев, значи 150 години после формирањето на бугарското кнежество во 1878 година, покажува дека Република Бугарија не ја разбира светлосната порака на Делчев и сите тие политички манифестации кои што се однесуваат на негација на македонското постоење, на македонската реалност, на македонската вистина, представуваат на вистина од европски аспект непознавање на европските вредности или неусвојување на европските вредности на држава која што веќе 15 години од 2007 година е членка на Европската унија. Сите нивни декларации кои што беа донесени во и резолуции, пред се декларацијата во декември 2018 година, после подпишање на договор за соработка, пријателство и добрососедство, во која што се исцртаа бугарските црвени линии во преговорите со Република Македонија, потоа на 10 октомври 2019 година, во кој што на некој начин во согласно со Франција, Данска и Холандија, Бугарија имаше презнаење дека се блокира процесот на отпочнување преговори на Република Македонија со Европската унија, беа во насока да се потенцира таа стара анахронна теза со европските вредности за така нареченото македонско прашање и непостоење на категориите македонска нација и македонски јазик. И во тој контекст основна пречка на нашите добрососедски пријателски односи и развивање на тамошна соработка е токму тој договор за пријателство, соработка и добрососедство кој што е подпишан на 1 август 2017 година. Тој договор е неравноправен и несиметричен. И се додека таму во тој договор бугарската наука и политика го толкува поимот заедничка историја исклучиво како термин кој што се однесува на бугарскиот народ и неговиот континуитет од првото средновековно бугарско царство до 2 август 1944 година, покажува дека Република Бугарија има сериозен проблем не само со соочување со минатото, туку има сериозен проблем со соочување со оно што представува наша денешна реалност, оно што представува можеби и иднина за целиот Балкански полуостров како едно, би рекол, жариште на непријателства, судири, несоработка и сето тоа што не влече назад како на народи кои што живееме на Балканскиот полуостров. Од тука неразбирањето на делото на Делчев, неговите универзални пораки, оно што представува неговиот живот, сето тоа што представува на некој начин и соработка со луѓето кои што во тоа време биле дел од бугарската држава, особено луѓето од македонскиот врховен комитет, генералите Цончев и Николаев, соработката со Итанчев и сите тие, неговото присуство како првиот македонски дипломат заедно со Ѓорче Петров, тие биле првите представници, македонски представници како загранични представители во Софија и како такви тие граделе некакви односи кои што на некој начин го представувале македонскиот народ, кон односот на македонскиот народ, на населението од Македонија кон бугарската држава. И токму затоа неразбирлива е таквата политика на негација и вкопување под длабочините на минатото, кое што не води кон разрешница на спорот, туку создава нови проблеми. На една страна, можеме да кажеме дека бугарскиот приот е метафизички. Тој значи се соочува со нешто што представува една рамнотежа, непроменливост од половината на 9 век до 2 август 1944 година, додека македонскиот приот е диалектички и ги анализира сите влијанија, како општествено-политички, имајќи предвид и општествената феудална економска формација, и создава еден амбиент на разгледување на сите влијанија врз историските манифестации, личности и пројави, вклучително и на ликот и делото на Гоце Делчев. И во тој контекст не имаме несомнена предност, затоа што нашата историографија
нашите факти, аргументи, историски извори и тоа што представува пред се митолошката и легендарна димензија за Гоце Делчев, кој што е опран во народни песни, во тоа што представува народна приказка, и сите ние го носиме во себе како дел од нашето битисување во совремието, не само во минатото, укажува на тоа дека Гоце Делчев за нас е примарен, тој е нашиот органски тип на македонски човек, и како таков ние треба да го негуваме, а за разлика од тоа во Бугарија, јас бев, да речеме, за време на моето амбасадорување таму, имав можности да следам емисијата Големите бугари. И имаше анкета во делот на тоа кои се најголеми бугари во бугарската држава, и Гоце Делчев беше рангиран на 54-то место. Не спомнам дека Васил Левски, кој што исто така голем бугарски револуционер или рамен на Гоце Делчев, од типот на Джузепе Гарибалди и сите тие големи руски револуционери, беше на прво место. Тоа покажува дека 54-то место на Гоце Делчев покажува колку Гоце Делчев е значен за бугарската држава. И токму затоа нивното интервенирање во историски контекст, а тоа се однесува и на денешнината, и спречување на градење заедничка иднина, оневозможува на нецивилизиран начин и непријателски начин да се спречи нашето чекорење кон Европска унија, со тоа негирањето на Гоце Делчев значи негирање на европски вредности. Во таа смисла, ценам дека ние тука, како Република Македонија, треба да организираме широка општествена дебата, во која што ќе вклучиме Македонската академија на науки и уметности, ќе ја вклучиме науката, ќе го вклучиме граѓанскиот сектор, затоа што македонскиот граѓански сектор е фрагментиран со многобројни интересни групи и нови општествени движења. И низ таа широка дебата, заедно со политиката, ќе изградиме еден соодветен однос кон тоа што представува, што секогаш го нагласуваме, универзалноста и европскиот лик на Гоце Делчев, кој што е вонвременски и вонземски однос кон прашањата кои што се со национален карактер. Делчев имал таа храброст и знаење и умешност да го гледа македонското прашање во тој временски период како прашање кое што се однесува на целото население во Македонија, тоа подразбира да ја разбере мултиетничката, мултиконфесионална и мултиверска димензија. Токму тој е роден во градот Кукуш, каде што градот Кукуш од 1984 година, знаете, е унијатски град, дел каде што се промовира унијатството, и тој може да ги разбере сите тие верски конфликти на подречјето на Македонија, може да ги разбере како раснат во друштво со луѓе од други нации, од други народи, и соочен со тоа што представува етничката димензија на проблемот, тој може да гради, да го обучува, да го подготвува и да го организира македонско население за револуционерна борба на начин да се создаде македонска држава во која што само по себе, со помош на собствен образовен систем, со помош на тоа што представува комунален ред, собствени македонски училишта, само по себе македонскиот народ ќе се осознае за својата национална припадност, етничка припадност, и на таков начин ќе се формира и стандардизира и македонскиот јазик, затоа што во времето кога Гоце Делчев работил, действувал и Крсте Петков Мисирков, действувал пред тој Ѓорѓи Пулевски, действувал и Чуповски, луѓе кои што се камен темелникот на тоа што представува македонска вредност во европски контекст. И во таа насока политичките препукувања помеѓу нашите две држави, предизвикани од Република Бугарија, затоа што таа го почна, тој би рекол непријателски во наводници диалог кон нас и продолжува сега со манифестацијата, чествувањето на Гоце Делчев во Благоевград и изјавите на нивните челници, е во насока на нешто што представува враќање на старите картографии и на старото историско, односно старите историски моменти кои што Република Македонија територијално, јазично ја обезличуваат и ја доведуваат во состојба да биде спречен незиното цивилизацијско право да биде таму каде што и припаѓа, а тоа е континентот Европа. И тука ние немаме алтернатива, ние мора да истраеме во тоа што е наша вредност, ние мора да покажеме храброст, мора да покажеме цврстина, со должна почит и внимание кон бугарскиот интерес, со допуштеност во изразот, сето тоа што представува почитување на нивните вредности, но секојаш да кажеме докаде е границата на тоа што представува наше човечко достоинство, наше човечко право, индивидуално и колективно, затоа што Гоце Делчев е дел од нашата колективна меморија и како таков, како историска реалност, мит и легенда, представува сето оно што сме ние денес во Република Македонија. Имам едно прашање
како подпрашање на вашето излагање, амбасадоре, на денот на 4 февруари излегува многу пораки, излези она декларација која што ВМРО-ДПМНЕ ја понесе до собранието, излезе и она барање од Бугарија за враќање на останките од Гоце Делчев во Бугарија, излезе и оној ваш предлог чествувањето, ако веќе се бара да има заедничко чествување помеѓу Македонија и Бугарија на Гоце Делчев, да биде пред неговиот дом во Кукуш, соседна Грција. Ме интересира вака. Дали вашето искуство во однос на почитувањето на човековите права во Бугарија за време додека вие бевте амбасадор, разбирањето на македонските позиции и на позициите на Бугарија од колегите дипломати, од странство во Софија, додека вие бевте амбасадор, и воопшто дали сега има некаква реакција која што стигнала до вас од Бугарија кон вашиот предлог за заедничко чествување пред куќата на Делчеви во Кукуш? Токму затоа јас и го споменав тоа за заедничко чествување пред местото каде што некојаш се наоѓала семејната куќа на семејството Делчеви во Кукуш, затоа што знам дека Република Бугарија по прашањата на бугарското малцинство во Грција се откажува од тоа малцинство и не сака да разговара. И значи има различен привод кон оно што представува општи човечки вредности, колективни човечки вредности, кога е во прашање Република Македонија, друг однос кон Република Грција, а сосема трет однос кон Република Србија и кон Република Романија. Така што во тој контекст јас и затоа го поставив тоа прашање, доколку некој навистина сака да го вреднува Делчев како европеец, затоа што тоа навистина е, покрај тоа што е наш македонски револуционер, току е навистина припадник на една европска идеја во тој момент на неговиот живот и дело, тогаш Бугарија треба заедно со Грција, која што представуваат членови на Европската унија, да овозможат еден таков великан, пак ќе споменам од типот на Джузепе Гарибалди, од типот на Васил Левски, да биде вреднуван и чествуван на територија на една европска држава, точно во родното место каде што тој бил роден, каде што одраснал, се школувал и на некој начин водел револуционерна борба против еден реакционерен османлиски режим, кој што во даден простор време исто така бил ги угнетувал и народите кои што живееле на територијата на Грција и Бугарија. Во тој контекст го поставив тоа, реакција нема. Има реакција од бугарски пријатели. Тука треба да расчистиме едно. Во Република Бугарија, нашата држава има голем број пријатели. Тајма има луѓе, високосвесни луѓе, со силен карактер, со висок морал, кои што ја ценат нашата држава, кои што зборуваат дека Македонија припаѓа на македонците, кои што знаат дека и кои што преведуваат книги од македонски на бугарски јазик, до сега се преведени над 120 книги и оваа година има такви книги. Се уште во време на таква една негација постојат такви книги кои што се издаваат со превод од македонски на бугарски јазик и затоа верувам дека Република Бугарија ќе извлече пулката, затоа што овој чин на блокада, не само што е нецивилизацијски и непријателски, не создава чувство кај нас на пријателство. Дури тие луѓе кои што месим едни си пријатели со години, јас со години работам со Република Бугарија, дури се чувствуваат и некако виновни, затоа што го спречуваат нашиот природен од и нашето природно припаѓање таму каде што ние навистина припаѓаме, а тоа е Европа. Ви благодарам, амбасадоре. Мислам да продолжиме веднаш понатаму, беа патени неколку и историски и аспекти од културата и соработката помеѓу двата народа и оно што значи мешање во политиката. Василевска, како почеток пратеник сте, стигна декларацијата од ВМРО-ДПМНЕ до собранието, беше упатено барање. Реакциите од колегите пратеници ваши во собранието, од владеачкото мнозинство, какви се кон овој документ? И второ, дали конечно ќе да знаете што содржи се она што сега значи 4+1, 5+1, 25+1, какви да е, и колку тоа еден влие врз сите други процеси. Знаете како господин Стилковски има една поговорка која што вели проклетство е да се родите во интересни времиња. Ние мислам дека токму живееме во такви едни бурни
премрежја и тоа не е од сега. Значи, она што како генерација го имаме наследено, пред се како македонски народ, е една голема и би рекла грандиозна задача да го пренесеме истото и на следните поколенија, но во услови кога гледаме дека не постои единство помеѓу македонскиот народ, а и генерално помеѓу сите македонски граѓани околу суштинските прашања за кои што е непримерно и неевропски да се дискутира во 21. век. Нашата декларација токму произлегува и од таа намера. Генералниот секретар на партијата, професорот Цајковски, во име на пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ, но и со апел до сите останати политички структури во, но и надвор од Собранието на Република Македонија, да ставиме црвена линија и да поставиме еден праг од каде што нема да може да се пречекорува во ниедна смисла и без оглед кој ќе води власта во државата. Морам да ви кажам, ако ги видите последните изјави на новоименуваниот премиер, ќе видиме дека навистина е јасно зошто така лесно се полемизира или се ставаат настрана овие суштински прашања, меѓу кои и она за значењето и на ликот на делото на Ѓорѓија Делчев, македонскиот Ахил, Ахилеус, вториот во редот по Александар Македонски, кој со никнејмот Ахил го води македонското дело и со една сериозна порака. Знаете, ниедно име и ниеден прекар не се случајни. На некои им стои прекарот Кодош, некои се со други некои имиња. Овој Ахил, овој Делчев Ахил, е токму оној кој што ја символизирал најчистата есенција на македонското национално ослободително и револуционерно движење во време и во услови кога ниту сме имале држава, ниту сме имале една, да речем, поврзаност, која што всушност тој истиот ја прави и затоа и влегува во македонската револуционерна организација во далечната 894 година. Неслучајно е не само народен водач, бидејќи водач може да се постави, но водач кој што може да го обедини народот, да ги поведе народните маси и да ја издигне свеста за тоа што е значајно. Господинот Ѓорчев го спомна и Мисирков, тие се несомнено поврзани, едниот идеолошки и на терен, а другиот со визионерство, кое што ги одразува размислувањата на цела една генерација во тоа време на македонски интелектуалци, кои во времињата по Берлинскиот конгрес и во периодот кој што го најавува распадот на империјалните поредоци во Европа, неминовно го подготвуваат теренот за создавање на современа независна македонска национална држава. И тоа не е лесен и едноставен чекор, бидејќи истиот во себе содржи голем број на други композитури кои произлегуваат од владењето на европскиот концерт во 19 век, од индустриската револуција, од влијанието на американската и на француската револуција, како и од она што се случува како еден бран на тогаш авангарда, а тоа е ширењето на марксистичките идеи во втората половина на 19 и во првата половина од 20 век. И токму тука ќе видите дека универзално се споени сите елементи на една современа и една визионерска личност, која што не може да биде контаминирана со други белези, туку може само да биде и повеќе афирмирана доколку се разбере контекстот на времето, условите во кои што се действувало, но и храброста да се превземат истите чекори. Всушност, затоа и го споменав Ахил, бидејќи Ахил значи бестрашност. Има своја слабост, но таа ја знае само, можеби, еден или двајца. Она што е клучно е дека истиот со својот пример се одрекува од правото на сопствениот живот и открирањето на личната среќа во интерес
да поведе маса, да креира нација, која што ќе се покрене во една заедничка цел, а тоа е, како што веќе кажав, создавање на македонска држава. Концептуалното размислување, начинот на кој што се креирани националните држави на Балканскиот полуостров, нивните ментори и се она што ја сочинува целата таа номенклатура на односи е комплексна. И тука морам да кажам дека, за жал, денеска се чувствуваме повеќето предадени, бидејќи не можеме да разбереме зошто не може да се направи допир и да се направи дразба до секој еден во Република Македонија во однос на значењето на оваа тема. Но истата дразба се пренесува и на нашиот источен сосед, бидејќи, ќе ми простите, но во Бугарија има огромна македонска емиграција, која што со генерации твори и живее во рамките на таа бугарска држава, но само еден дел од нив се борат за својата македонска национална самобитност. Всушност, мислам дека клучниот одговор на прашањето зошто соседна Бугарија ни го прави ова, па дури и во однос на еден неприкосновен деец на македонската револуционерна организација, Гоце Делчев, е токму од овие кои што се откажа од својот корен и кои што, бидејќи, знаете, срамот се пренесува до седмо колено. Срамот кој што го носат за попуштањето под другата идеологија и во вклопувањето или акомодирањето во рамките на бугарската држава, го враќаат како бумеранг со цел да не убедат и нас дека ние не знаеме за што се бориме и всушност зборуваме за едно те исто. Тоа е сосема неточно. Од историски аспект многу е говорено и сум говорела и претходно и плејада на мои колеги, господин Стилковски, на таа тема. Каде го наоѓаме моментумот во однос на Делчев и зошто сега Делчев им е битен? Тие видоа дека без да го срушат Делчев не можат да допрат до македонската револуционерна организација. И исто како од кога го формиравме Врховниот комитет во Софија од страна на македонски револуционери за време на автохтоната револуционерна организација, многу брзо бугарските воени офицерски кругови се инфилтрира и по некое време и го превзема Врховниот комитет. Токму заради тоа и се пратени Гоце Делчев и Ѓорче Петров таму, за да извршат контрола и да бидат баланс, бидејќи не можете да пратите луѓе од типот на поранешниот премиер господинот Зоран Заев и да очекувате дека некој ќе ве свати сериозно. Таму се браќале мажи со сериозна, длабока промисла, кои што знаеле што зборуваат и спремни на се, дури и да го жртвуваат сопствениот живот во име на македонското дело. И тука е разликата. А за да видиме дека тоа е уште повеќе интересно во однос на ликот на Делчев, само треба да ги погледнеме спомените, меѓу кои ми текнува оние на Даме Груев, кога тој опишува дека Делчев беше толку само прегорен во идејата за создавање на македонска држава и за покревање на народните маси, а му работеше, вели, умот брзо. Бргу размислуваше и бргу ги пофаќаше работите. Понекогаш и ние се плашевме дека ќе избрза со некои действија и можеби на тој начин и ќе не предаде, оти бевме свесни дека бевме обкружени со голем број на конспиратори или со понародски зборови шпиони. Значи тоа е другата страна на паричката на македонската сага или на македонскиот јазол, а тоа е, како што ќе каже и самиот Делчев, дека не познава народ кој што страдал повеќе од своите синови, изроди во однос на своето дело, во однос на својата традиција, во однос на својата култура, и тоа ќе ги препознаете и до ден денеска генетски се дислоцираат на, би рекла, две поголеми групи, а тоа сме ние и тие. Оние кои лесно можат за некаков економски краткотрен бенефит, бидејќи и човечкиот живот е краткотрен, има рок на траење, да продадат се и што е и што не е во нивни раце, и оние кои што стојат на оваа страна и кои говорат со јазикот на искрената, родолюбива, чиста, македонска, национална мисла,
која да не ве залажува воопшто новиот бран на нели кој што произлезе од оние фатаморгани од шарената револуција, но и претходно кои се обидуваат да го убедат македонскиот граѓанин дека е срамно да имаш национална свест. А исто така истовремено говорат и за припадност кон европските вредности, меѓу кои што прва, можеби најважна, е она за собствената национална самобитност. И видете кој парадокс. 150 години од раѓањето на Делчев. 150 години крвави пресметки, длабоки разочарувања и голема битка, која што, јас би рекла, се уште не е ни започната. Бидејќи за да можете да ни го земете Делчев, треба да не избришете сите нас, а ние сме на вистина доволно за да можеме да покажеме до каде може некој да си дозволи да оди. И впрочем, кога сакаме да дискутираме за оваа тематика, би сакала да упатам една критика, а таа се однесува на лошото поставување на образовниот систем во последните 30 години во Република Македонија. Кога правиме некои анализи, ми се чини дека дури во поранешната федерација имаше многу посилен и поконзистентен образовен систем, посебно и во тематика на историските прашања во однос на она што ни се случува овие 30 години, и тука ќе ја видиме грешката во политичките одлуки, која што неминовно или ќе претрпи ресет наскоро, или ќе направи, навистина ќе се направи реформа која што ќе биде суштинска, и навистина ќе се постават оние главни теми кои што треба да бидат не обоени или политички договарани, туку фактографски дескрибирани и релевантни, или нема да можеме да издржиме, тоа следните генерации нема да можат да ја разберат тежината на ова прашање, и токму тука нашите соседи ќе добијат предност, бидејќи, како што каже господин Ѓорчев, точно не се дискутира помеѓу Бугарија и Грција во однос на прашањето за бугарското национално малцинство во соседна Грција, но исто така тие многу добро знаат дека со Нејскиот договор тие зема многу пари и на тој начин извршија голема етничка промена во структурата на бугарското општество, и таа трае повеќе веќе од 100 години. И тука тие концесии се длабоко поврзани. Затоа тие ги знаат концептите, а знаат и каде можат да удрат. Впрочем, овде се случува една хибридна нова балканска војна, и таа не мора да биде како што се оние пред 100 години, но е исто така поразителна, бидејќи таа се однесува на убивање на националниот македонски дух и на негова асимилација и денационализација. И токму заради тоа, Гоце Делчев, пак ќе кажам, е браникот на она кое што треба да представува се она што е друга намера на нашите соседи, во случајот на нашиот источен сосед, иако се согласувам исто, дека не сите во бугарското општество размислуваат на ист начин, тоест она шовинистичка политика која што ја има, и асимилаторска политика која што ја има врвот, која што не е неавтентична за бугарското општество, пак ќе кажам, таа повеќе од веки и нешто на ист начин действува и функционира, но има и интелектуалци кои што сакаат да подадат рака, и всушност, доколку на вистина се тие наши браќа, еве, дури да одиме и хипотетички на таа теза, тогаш сигурно сите многу добро знаеме дека во моментот кога Република Македонија ќе стане равноправна земја членка на Европската Унија, границата престанува да постои или станува само административна граница која што веќе нема да направи никаква пречка за меѓусебна комуникација. Но тук му затоа и се брза со овие прашања. Затоа се подпише и договорот во 2017, затоа и Преспанскиот договор, за да се исчистат нивните историографии кои што се на таков начин поставени и се креирани генерации врз основа на истите. И видете, обично небитни теми како историја, а сега стануваат круцијални на балканското тло, кое што всушност е и сочината од мноштво и на културни традиции. Тука е професорката Серафимовска Стојковска. Значи, тука имаме навистина многу аспекти кои што можеме да ги земеме во таа цела една дебата, доколку се има добра намера. Ако имате намера да одберете како побрзо да завршите, да се испазарите и да фрлите се, па видете, например,
еве еден коментар на господинот Османи. Толку пати го повикуваме на Комисија за надворешни работи. Бараме со него да дискутираме. Значи, многу тешко се одважува да дојде. Но, многу лесно сметат дека можеме да се договориме во врска со Гоце Делчев. Ете е една лична порака и до господинот Османи. Дали господинот Османи ќе се согласи со мојата теза и со уште на неколку научници, дека Ѓорѓија Кастриот Скендербек е всушност мијак со античко, македонско, како сакате, словенско потекло и дека има сериозна поврзаност меѓу Кастриот и македонскиот народ. И дали можеме брзо да се договориме во врска со ова прашање. Доколку е тоа лесно решливо, тогаш ќе го решиме и прашањето за Делчев. Се надевам дека се разбра ова дилема. Сметам уште нешто. Кога зборуваме во контекст на историски теми, тоа и повеќе пати сум го кажувала и претходно, но ете, во интерес на оваа плодна дебата, ќе си дозволам да го кажам. Ние не можеме да разговараме со јазикот на денешницата. Зошто го велам тоа? Времето кога действува Делчев, времето кога действува автохтоната македонска револуционерна организација, е време на сосема поинакви историски, геополитички и други прилики. Во тој контекст, во времето кога тие действуваат, не смееме да забораваме да не го земаме во предвид. Не постои државата. Не постои ни македонска црква, постојат само народна традиција, постои народни верувања, постои концепт на самосвеста која што произлегува во природбенското, во периодот на природбеништвото, постои идеја која што се фаќа на бранот кој што произлезе од француската буржуазска револуција, а тоа е создавање на национални држави, донесување на устави, воведување на демократски режими на владење. Значи, тоа се идеи кои што се уште не се воспоставени, кои што дури и во Западна и во Централна Европа тешко се имплементираат, се прават обиди за чарце конституционел, уставна монархија, за други некои концепти, но се уште тоа е едно многу, како да речам, многу еластично време, многу време кога се уште не се направени визурите. И во таков еден контекст, да имате вакво визионерство, каде што еве ги ставаме на пиедесталот Делчев, но и Мисирков, кој што исто така многу значен. Оти ако го дадеме Делчев ќе тргнати по Мисирков. Тоа да не се сомневаме. Да не зборувам за Прличев и така натаму. Значи, сето тоа говори во една друга конотација и треба да се земе во предвид дека како се креираат националните држави, тоест не самите самостојно, како ги креираат на големата билијардска маса, големите европски сили во тој период. На тој начин и македонскиот народ, барајќи спас, се обидува да најде решение или соработка со некои од своите соседи, како би можеле да зајакнат и на тој начин да ја поведат успешно револуционерната борба. За мене, но и за секој еден достоинствен и чесен македонец или македонка, Гоце Делчев е символ на националниот спас, символ и пример за тоа колкави заложби се дадени за делото да биде остварливо и денеска да бидеме дури и толку неодговорни во однос на овие прашања, но и еден завет дека тоа што е дадено како оставштина, треба да се зачува и не смееме да дозволиме, а и не верувам дека тоа ќе се случи, тоа да биде било како поместено. Секој чекор понапред во оваа тема ќе значи комплетно разурнување на целата номенклатура врз основа на која што е изградена македонската национална самобитност, самосвест, па и македонската национална државност. Меѓународни договори, билатерални договори се подпишуваат и се раскинуваат. Сите одат во контекст на времето и сите треба да имаат значење кој што ќе биде врз база на реципроцитет. Нема реципроцитет, нема диалог. Секој пат ќе дојдат или можеби треба да се почека да дојдат подобри времиња, во кои што ќе дојдат мудри и сталожени луѓе без нарачки, без задни намери со кои што ќе дискутираат. И ако Европска унија не може да прифати дека во срцето на Балканот постои македонска национална држава,
која има толку дадено за балканската, но и за европската и за светската историја, тогаш и ние треба да почекаме Европската унија да созрее исто онака како што очекуваше и Гоце Делчев, кога сметаше дека не треба да се избрзува и треба да се почека за да се дигне во стание кое што ќе биде успешно, а не да биде од реки од крв. Тоа е разликата меѓу луѓе со свест и со визија и со чувство за сопствениот народ и со оние кои што се спремни да жртвуваат се за од други интереси и најлошо за сопствен личен интерес. Ви благодарам. Благодарам, професор по историја на дипломатија. Така. Иванка Василевска, инаку пратеник во парламентот, имав и подпрашање кое што го одговоривте во вашето излагање, така што нема да ве. Значи, ако ми дозволите само уште една реченица, навистина нема, оваа тема не можете ни да ја срочите во нешто кратко. Таа е комплексна тема и болна тема е. И не можеме да дозволиме, бидејќи навистина има наука која што се занимава со ова прашање и тие работи се точно и концизно одговорени. Но кога се става и во политички контекст и кога тоа ви ставано во меѓудржавно прашање, тогаш сериозно треба да видите како ве водат, како ви ја води, кој ви ја води државата и дали заслужува уште еден ден да седи на таа позиција. Простете, ви благодарам. Ви благодарам. Професорката Велика Стојковска Серафимовска, активна во полето на културата и науката, пратеник во Собранието на Република Македонија, од аспект на научен работник од областа на културата, сега во политички, од аспект на политиката, професорката Василевска спомна дека има грешки во спроведувањето на политиките во образованието и науката изминатите 30 години. Сведоци бевме дека пред еден ваква злоупотреба на европските вредности и она што значи пристапни преговори, отварање на пристапни преговори со Македонија, Бугарија имаше преземено подоста чекори кон креирање на поле на кое што ќе може да ги пласира нејзините тези кои што се сега актуелни. Познато е дека голем број на научници од областта на музиката, творештвото, историјата, традицијата, низ Балканов, помеѓу македонското население и малцинства низ Европа, бараше бугарски корени и наложуваше. Од тука дојде и оној договор помеѓу Бугарија и Албанија да се препознае бугарско малцинство во Албанија, кое што сушност им се отвори поле дека помеѓу Бугарија како политичка држава со политички граници на истокот од Балканскиот полуостров и делот на бугари кои што они ги велат во Албанија, кој што е на западот од Балканскиот полуостров, измеѓу може да има само бугари, а не и само македонци. Така што од овој аспект, колку сметате, гледајќи ги, следејќи ги сите овие процеси, како научник, сега пратеник, со политичка димензија, ги следите и декларациите кои што беа документите донесени во бугарскиот парламент како основа за секоја една влада која што или власт во Бугарија, колку сметате дека разлојувањето на главното прашањето за историја, македонската посебност и јазик, може да биде надминато од аспект, да речеме, на културата и културната соработка? Можна ли е културна соработка при прашање за негирање на Гоце Делчев, што всушност го тресе и темелот за македонската посебност, македонскиот јазик, историја и традиција? Ви благодарам најнапред на поканата и на можноста да учествувам во оваа многу важна трибина, дебата за нашиот идеолог, за македонскиот идиом, јас така го нарекувам Гоце Делчев. Интересно е сега од аспект на научник и човек кој што целиот живот го посветува на културата, на македонската култура пред се, и сега од политички аспект, ова прашање навистина многу интересно. Знаете, и мојата драга количка
професорката Василевска и амбасадорот Ѓурчев неколку пати го спомнаа тоа, дека Гоце е втемелен во нашата колективна меморија и дека од овој, значи тоа е оној научниот аспект, на кратко, а од политичкиот аспект, мене една работа не ми е јасна, ниту кај ова наша моментална влада предводена од СДСМ и ДУИ, ниту пак од страна на бугарите и нивната влада. Не можете да не го слушате својот народ. Многу едноставно. Значи, доколку вие го слушате својот народ и гледате што е во неговата колективна меморија втемелено, вие не можете да пласирате некои сосема спротивни информации и барања, како што и ова 5+1, 4+1 и каков и да е договорот. И сега насловот на трибината е Гоце Македонија. Зошто е Гоце Македонија, а зошто не е Гоце Бугарија? Значи, тоа е многу едноставно да се одговори, само треба да се погледне во колективната меморија на македонскиот народ од една страна и во колективната меморија на бугарскиот народ од друга страна. Што ќе најдеме? Ќе најдеме 54-то место, на кое што се е рангиран Гоце Делчев како лик во бугарската меморија, во бугарската наука, култура, како и да ја земеме, и ќе најдеме прво место во македонската наука, во македонската култура и во македонската колективна меморија. И откаде потекнува, значи ова е факт, ова не е тврдање мое, ниту пак е моја изјава, ниту пак изјава на некој друг, ова е научен факт. Зошто е научен факт? Ајде да ги погледнеме прво институционалната меморија и народната меморија, кои што заедно ја создаваат таа колективна меморија. Јас ќе тргнам секако од мојата примерна професија, тоа е етномузиколог. Верувајте, во Бугарија нема ниту една песна која што е посветена на Гоце Делчев, која што се нарекува бугарска или е поврзана никако на било каков начин со Бугарија. Значи, ликот на Гоце, за разлика од тоа, ликот на Гоце Делчев во македонската традиција е можеби и поистакнат и поважен од ликот на крале Марко. А тоа го израмнува на едно митско, на една митологија, значи на создавање на мит. Создавањето на мит не е едноставен процес, тоа е навистина долг процес и за да се од некој лик да стане мит, потребно е да покаже многу, значи потребно е многу да даде на тој народ, за да народот го втемели и го всади во митологијата, како некако велиме Гоце е на врвот на нашиот пантеон. Точно. Значи Гоце е нашиот мит. Ние се повикуваме на Гоце Делчев, како што се повикуваат и на крале Марко. Меѓутоа, улогата на крале Марко е малце поинаква, не е толку поврзана со македонското прашање, со македонството, отколку за разлика од Гоце Делчев, кој што е директно поврзан со македонството и е наш најголем мит во однос на таа народна колективна меморија, и од тука доаѓаат тие многу народни песни кои што е упеана раѓањето на Гоце Делчев, неговата жртва кон Македонија, да не говорам за обејувањето на смртта на Гоце Делчев, значи да не говорам за оние стотици песни каде што се вели дека Гоце својата љубов ја подарил на Македонија и дека Македонија е неговата животна избраничка. Како што кажа професорката Василевска, да, тој прави огромна жртва. Огромна жртва го дава својот цел личен живот за Македонија и за создавање на самостојна Македонија и за македонскиот народ, за самобитноста на македонскиот народ. Ако ја видите таа негова позиција во македонската колективна меморија, и еве да повлечам една паралела до ден денеска, значи од антрополошки, културолошки и социолошки аспект, јас само ќе потсетам дека денеска можеби најактуелна навивачка песна е излези Гоце право на тераса, да ја видиш Гоцевата раса. Значи, антрополозите велат дека тој континуитет, значи ние денес имаме нова форма на создавање на творештво народно, кој што произлегува од народот, тоа се навивачките песни, да, бидејќи тие изразуваат колективната меморија, потребата, ние кога велиме јунак, велиме дека јунакот секогаш се повикува во време кога е тешко. Кога на еден народ му е тешко. Па затоа многу интересно во науката, вака ќе видите како крале Марко се појавува во различни периоди во македонската историја, иако тогаш можеби не живеел, но народот го повикува за да го одбрани. Ние во моментов зборуваме за Гоце Делчев можеби најмногу од изминативе 100-150 години. Бидејќи ни е потребен, бидејќи гледаме дека нашето македонство е нападнато, а Гоце е идеологот кој што треба тоа да ни го нашиот јунак кој што тоа го брани.
Значи не е само дека Гоце Делчев бил темелен во македонската колективна меморија во првата половина од 20 век. Тогаш се создадени сите тие песни, но многу е важно, значи ве се спомнува Мисирков, се спомнуваат сите тие великани на македонскиот народ и македонската нација, но интересно е што јунаците се втемелени во македонските песни, во македонските народни приказни, па и понатаму во сите оние други културни производи кои што се создаваат од 44-45 година наваму. Значи, ние имаме еден континуитет на ликот и делото на Гоце, меѓутоа и на пораката на Гоце, а тоа е дека народите треба да имаат културен надпревар помеѓу себе. Уште, значи, во времето кога Македонија беше дел од Југословенската федерација, неговиот лик и дело беше постојано тука. Значи, ние имавме чествување на раѓањето и смртта на Гоце Делчев со најголеми почести. Јас како дете се сеќавам дека сум била во Свети Спас на чествување, каде што заборавам една работа, се пееше македонската химна, се пееше, не се интонираше, голема разлика. Изминативе неколку години немаме такво нешто. Значи, Гоце Делчев се чествуваше преку целата година, не беше само на 4 февруар или 4 мај. Гоце Делчев беше главниот лик, неговата идеја беше главниот лик околу манифестацијата Гоцеви денови, која што повеќе од половина век функционираше и која што манифестација имено ја ширеше неговата визија, а тоа е за културен надпревар помеѓу народите. Амбасадорот Ѓорчев сигурно се сеќава на тие настани. Јас морам да спомнам, вие велите културна соработка помеѓу народите. Гледате кога нешто институционално се насила се тера, а тоа е овој договор сега и овие преговори околу прашања за кои што не смее да се преговара, меѓутоа ние доколку оставиме природно да се развиваат работите како што треба да се развиваат, тогаш ќе видиме еве 93 година, значи веднаш по самостојувањето на Македонија, Гоцеви денови во разлог кај македонците во Пиринска Македонија прави огромен настан, каде што Васка Илиева настапува и велат се тресеше салата, мислеше дека ќе паднат ѕидовите од што луѓето доживеале екстаза една, во која што се поистоветиле со песните за Гоце, во кои што го потврдиле своето македонско национално чувство и припадност. Во изминативе години, 30 години, па и претходно делувањето, например, нова манифестација имала размена на највисоко дипломатско ниво. На највисоко дипломатско ниво се разменувале, се твореле композиции, се твореле литературни творби, се создавале ликовни уметнички дела посветени на Гоце Делчев. Значи, тоа го покажува континуитетот на ликот и делото на Гоце Делчев во нашата свест. И тоа е оно што не знам како да кажам, не е ниту за жал, ниту за среќа, но за жал нивна во Бугарија никогаш нема да го најдете, бидејќи во Бугарија нема да најдете раскази посветени на Гоце Делчев од исклучително важни бугарски писатели, како што кај нас, например, е Блаже Куневски, кој што посветува бројни песни на Гоце Делчев. Во Бугарија нема да најдете стихотворби посветени на песна на Гоце, кој што се учи уште во прво оделение. Кај нас се учи. Не знам сега Мила Царовска што направи со концепцијата, може би ја тргнала таа песна, но се учеше па дури за време на Југославија. Значи, сите тие моменти кои ќе ги видите, како се развива, зошто е Гоце Македонија и зошто е Гоце втемелен во македонската свест, а не е во бугарската, ако видите од аспект на наука, значи сето ова што ние го збориме дека е невозможно, едноставно непримерно е во 21 век да зборувате за вакви работи, може да се види и во научните факти. Бугарската дипломатија, не можам да разберам што, никој не може да разбере што се случува, бидејќи не можете вие вештачки да создадете мит. Не може. Значи, Гоце е присутен во Бугарија, но во Пиринска Македонија, кај македонците во Бугарија е присутен. Не може да биде присутен понатаму. Бугарите гледаат во туѓи дворови, што не е добро. Ние како велиме, гледај си го својот двор, не гледај во туѓи двор. Бугарите гледаат во туѓи дворови и оттаму доаѓа таа нивна намера, интенција да направат една културна апроприација. И они тие тоа го прават со години наназад, значи, но засилено во изминативе 10 години, можам да кажам исклучително засилено, и оттаму доаѓа тој обид
да се индоктринираат македонците во Мала Преспа, македонците во Гора, да се убедат дека тие се бугари и покрај тоа што доколку отидете, јас често одам на терен, тоа ми е мене работа, тоа ми е струка, пред 3 години бев во Мала Преспа, значи нема шанси вие да ги убедите тие луѓе дека се бугари, верувајте, цела во оваа политичка пропаганда е залудна, целосно залудна. Може што сакаат да прават. Македонството е многу чиста емоција. Гоце, нашиот идеолог, ја носи таа емоција, значи поистоветувањето со Гоце е мудар, стамен, чесен човек, човек кој што ја го жртвува својот живот за идеалите на Македонија. Впрочем, сега малку и политички ќе го свртам ова, но верувајте, ве тука и колешката Василевска, верувајте, начинот на кој што пратеничката група на ВМРО ДПМН се бори во собранието, мислам дека нас сите не води мислата на Гоце и неговата жртва, неговата пожртвуваност. Бидејќи само тогаш можете да ја зачувате својата татковина, во овој случај својата држава. Не може да се каже, значи не можеме еве ние да бугарите истражуваат, конструираат митови, конструираат легенди, но тоа е конструкција, тоа е институционална конструкција, тоа не може да обстане, бидејќи не потекнува од народот. Создавањето на колективната меморија е процес долг, но и треба да се одржува. Она што мене ми пречи и она што на многу македонци им пречи во моментов е што оваа влада ја подкупува таа колективна меморија како намерно да сака да ги да ја намали важноста на Гоце Делчев, да ја намали вредноста и да го минимизира она прославување на неговиот лик и дело, бидејќи ние кога ја прославуваме 150 години од регањето на Гоце, ние го славиме не Гоце како човек, туку неговиот лик и дело, она што тој ни го остава во аманет, а тоа е тој културен надпревар помеѓу народите. Гоце е вистинскиот европеец, бидејќи да, во негово име се споделувала културата во изминативе 30, 50 и 100 години. Но ова што се случува во изминатиот период е нелогично, е целосно нелогично. И да кажете, нека се пофалат нашите колеги од Бугарија, дали имат едно музичко дело посветено на Гоце Делчев. Немаат, за разлика од тоа што ние имаме првата опера, првата опера на Кирил Македонски, првата македонска опера се вика Гоце и е посветена на Гоце. Да не избориме колку литературни дела се создадени. И да не избориме колку и во современата култура Гоце е митот, Гоце е идеологот, Гоце е нашата инспирација. Тука лежи она што ние велиме, колку и да сакаат тие, нема да успеат. Не може да успеат. На актуелниот момент, политичкиот момент. Може да дополнам и тука, да, јас се извинувам. Во насока. 2 пораки испратени во изден, во денот на чествувањето. Од една страна македонскиот председател Пендаровски го оценува бугарскиот премиер Петков како Нелсон Мандела. Од друга страна Ковачевски од позиција премиер ќе ја прочитам со тоа што вели Делчев секогаш повикуваше на единство и сплотеност на сите граѓани без разлика на нивната верска, етничка или политичка припадност во политичките предизвици пред кои беше исправено прашањето за создавање на самостојна држава. Точно, значи, еден став од сите тројца кус, сублимат за позициите кои што власта ги зазема пред она што значи 5+1, па го слушнавам Петков, 4+1, значи исполнување на дел по дел, за на крај да остане само оној дел историја, веројатно тоа е +1. Позициите на Македонија, читајќи ги овие дипломатски пораки испратени од врвот, од председател на држава и од премиер на држава актуелни, амбасадоре, ќе почнам од вас. Како во Бугарија ги читаат овие пораки за Нелсон Мандела и за политичкиот деец и политичките предизвици за создавање на македонска држава на Гоце Делчев? Па според мене тоа се несречни изјави на премиерот на македонската влада и на председателот на Република Македонија, затоа што со тоа тие слабеат нашата позиција во преговорите со Република Бугарија
и представува на некој начин нивно повлекување на оно што представуваше нашата резолуција во парламентот на Република Македонија, донесена со консензус на сите политички субјекти во нашето Народно собрание. И тука нема повеќе што да се додаде или да се одземе. Тоа уште еднаш покажува нашата слабост, спремност за попуштање, тогаш кога не треба да се попушта, спремност за величање на туѓиот интерес и на тоа што представува на некој начин наметнување на туѓа волја на македонскиот народ, на македонските граѓани сега, денес. И во тој контекст можем само да кажем дека тоа е неприфатливо од аспект на одражување на тоа што представуваат вистински вредносен македонски систем кој што постои и ќе продолжи да постои. Па ако земеме дека една од Како идеолошките зборови рамки, од два, да, да. предпоставив. Јас на вистина за истото се согласувам со господинот Ѓорчев и уживав и во професорката велика, значи она на вистина инспиративна и толку многу длабока, тука може би треба и повеќе простор да ја оставиме да дискутира на овие теми. Видете сега, што да каже човек ако него јадосува душата, ете, не знам, тоа е човечка особина, јадот, нели нормално произлегува и кога ја гледате глупоста. А овде освен пофалба на глупоста не гледам ништо друго. Пред се основни непознавања, затоа го таргетирав господин Стилковски образованието и пропустите во образованието. Некои наши премиери бегале од часови по историја и не знаат што значи да се учи и зошто треба да се познава пред се сопствената национална историја, но не нели исклучиво треба да се познава и да се има општи познавања и за целата човечка светска историја. Она што е трагично и да го поздравам премиерот и да го подсетам да провери таму валда уште имаат на пихачка библиотека, ако не ја изгореле или уништиле, верувам дека имаат. Покрај другите работи, Гоце Делчев и беше социјалдемократ. Срамно е за новиот лидер на Социјалдемократскиот сојуз толку ефтино и толку површно да го третира ликот и делото на Гоце Делчев. Да се биде прогресивен во тоа време, тоа веќе го говорев, да се има визија, тоа е прашање на интелектуална и на длабока етичка и морална димензија. Да се дискутира во вакви времиња за историја, без да се има основни познавања за значењето и за мултидимензионалноста на ова прашање, е исто така срамно. И знаете зошто чувствувам јад? Затоа што не девалвира сите нас, вклучително и мене. И сега кога ќе излеземе надвор со професорката, кога ќе одиме на форуми, на конгреси, тоа ќе ни го враќаат нам како бумеранг, бидејќи тие таму нема да не прашаат од која политичка провиненција сме биле ние или каде припаѓаме, туку ќе кажат дека државниот врв е толку несериозен во однос на историските прашања. Да имате однос со кој што ќе им се додворувате на другите, говори и за собствена интелектуална и морална слабост. Токму двете изјави и на председателот на државата и на премиерот на државата го покажуваат истото. Препознавате попустливост? Видете, ако сте рамноправни, тогаш не клечите никому, не му се додворувате. Така, тоа го знаеме сите. Во моментот кога ќе клекнате и кога ќе почнете да се понижувате, вие го губите собствениот авторитет и вие веќе поинаку сте третирани и токму затоа и вака не третираат нашите соседи. Поведете. Благодарам. Јас морам да го споделам ова, знам дека малце ќе биде емотивно, но вчера бев дел од собраниската делегација за чествување на 150 годишнината на регањето на нашиот идеолог Гоце Делчев и морав да бидам во делегацијата која што одеше веднаш позади председателот и представникот од владата. Јас не се засрамив од свирежите на народот, бидејќи знам што имам направено и знам каде припаѓам и знам во што верувам и знам дека сум македонка, без никакви морални задршки.
Но навистина не можам да разберам како тие представници од моменталната влада, па и председателот напред на чело, и ова им се случува изминативе 4-5 години, да се разбереме, значи ова не е прв пат оваа година, како може да го издржа тоа исвиркување и врегање од сопствениот народ, јас тоа не можам да го разберам. Верувајте, не можам да го разберам. Постепено очекувам дека сега на 4 мај веројатно ќе забранат да има луѓе, исто како што забранија на Мечкин камен за 2 август, веќе се огради од сопствениот народ. Професорката прекрасно го кажа, тоа страшна морална несигурност кај тие луѓе, страшна една, значи, влада која што не си го слуша својот народ. Апсолутно не си го слуша. И овие нивни изјави го докажуваат нивното полтронство. Нивното полтронство и оно што не сакаат, како да не сакаат да кажат дека тие се македонци, па даваат некои изјави кои што треба да бидат ете така да ги исполнат жилбите на другиот, а не на сопствениот народ. Но каква е таа влада во која што опозицијата треба да испрати резолуција во која што ја подсетува Македонска пошта дека е време оваа година во чест на 150 години да издаде поштенска марка, бугарите веќе тоа го направија. Или Народната банка да ја подсети дека, значи опозицијата да ја подсети. Па чуму ни е нам ваква влада која што не се грижи ниту за државата, ниту за народот. Јас навистина не разбирам. И тоа вчера беше многу добар показател. Тоа е мојот коментар на овие изјави. Ви благодарам. Прашања од публика? Јас нема да кажам ништо, на крајот сметам дека завршните зборови беа добро за крај на оваа трибина, Гоце Македонија. Чествувањето ќе трае цела година, се надевам дека Ќе ги подсетим. и нема да биде оваа годишнина одбележена со некое непријатност за македонскиот народ, кој што ќе пишува понатаму во историјата. Ви благодарам на вниманието, ви благодарам за интересот и